Добар ден, јас сум Ружица Јагориновска од Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп. Денес ќе зборуваме за наставна единица од предметот агрометеорологија со климатологија. Наставната единица денес е пресметување на среднодневни, декадни, месечни, годишни и повеќе годишни вредности на температура на воздух, вода и почва. Зошто ни се потребни овие пресметувања? Бидејќи податоците кои што ги добиваме само со едноставно читање на сувиот термометар, максималниот или минималниот во метеоролошката кукичка, ни овозможуваат увид во моменталните вредности на температурата, но не и на обработените и добиени среднодневни, декадни, месечни, годишни температурни вредности, кои пак понатаму ги користиме за унапредување на земјоделското производство преку негова заштита од неповолните метеоролошки појави. Мора да направиме една ретроспектива или едно подсетување за тоа што е температура на воздух и со кои инструменти се мери, како се викаат инструментите за мерење температура на почва и што е интересно за нив, со што се мери температурата на вода и до која длабочина. Ова е внатрешноста на метеоролошката кукичка, каде што имаме повеќе термометри. Ова е сувиот термометар, влажниот, максималниот, минималниот термометар и термографот, односно сите овие инструменти кои што ни ги даваат температурните вредности значајни за добивање на, односно пресметување на понатамошните вредности. Мерење температура на вода се врши со термометарот за вода, кој се става, односно спушта во водата на известна длабочина. Длабочината на која што температурата најмногу варира е 40 степени Целзиусови. Во однос на температурата на почва, ја мериме со помош на геотермометри, тоа се инструменти кои што се поставуваат на различна длабочина во почвата, односно на длабочина од 2, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 см. На длабочина од 100 см пресметаната, односно прочитаната вредност на температурата, таа вредност не ја пресметуваме, туку ја земаме и како среднодневна температура на почва на длабочина од 100 см. Ке почнеме со пресметка на среднодневна температура на почва. Овде имаме една формула која што вели дека среднодневната температура е еднаква на Т7 плюс Т14 плюс Т21 поделено на 3. Што е ова? Ова всушност ни означува дека среднодневната температура ја добиваме како израз на вредности кои што се собрани, значи сума од температурата на почвата прочитана од еден геотермометар на длабочина од 5 см во 7 часот, истиот геотермометар на длабочина од 5 см во 14 часот и во 21 часот, и таа сума ја делиме со 3. Велиме дека температурата се пресметува за секоја длабочина отделно. Пресметување на среднодневна температура на воздух. Постојат 3 начини. Првиот начин е кога се собираат сите измерени часовни вредности. Значи секој час во метеоролошката кукичка од сувиот термометар отчитуваме температурната вредност и добиваме вредност за тој час. Кога сите тие часови, односно вредности од тие часови, ќе се соберат и се поделат со 24, ја добиваме среднодневната температура. Вториот начин е кога ќе ги прочитаните вредности на сувиот термометар во 7, 14 и 21 часот собереме со тоа што од 21 часот два пати ја земаме таа вредност и го поделиме овој оваа добиена сума со 4, односно со бројот на вредности кои што сме ги пресметувале. Пример, во Прилеп на 18 јули 2005 година биле измерени во 7 часот, во 14 часот и во 21 часот овие температурни вредности. Собрани, се разбира 2 пати 23,3, бидејќи така ни е формулата за што помали одстапки, и делиме со бројот 4 добиваме една вредност која што е 24,4. И со тоа сме ја завршиле формулата, сме завршиле задачата и сме добиле среднодневна температура за тој ден. Третиот начин е кога среднодневната температура е сума од максималната и минималната температура, прочитани од максималниот и минималниот термометар, поделени со 2, и задачата е представена како измерени вредности во Прилеп, како максимална 32,6 и минимална 15,3.
Среднодневната температура ни е 24 степени Целзиусови. Што значи ово, ученици? Значи дека имаме одстапка помеѓу вториот и третиот начин. Одстапката е 0,4 степени Целзиусови. Што значи тоа? Тоа значи дека овие начини, вториот и третиот, не се толку добри како првиот начин на пресметување, кој што го земаме како најточен за добивање на среднодневна вредност на температура на воздух. Како ги добиваме декадните вредности? Декадните вредности ги добиваме кога од 10 дена среднодневните температурни вредности ги собираме и ги делиме со бројот 10. Пресметување на средномесечни вредности, прв начин, трите декадни вредности кои што веќе ги добивме и добиената сума се делат со 3, односно со бројот на тие декади. А вториот начин е кога сите среднодневни вредности од секој ден се дели со 360, ова со 31, 30 или 29 или 28, во зависност од тоа колку всушност денови имаме во еден месец. Сега ги делиме со 365 или 366, односно ова е вториот начин кога се собираат сите среднодневни температурни вредности и добиената сума се дели со бројот на денови во една година, и ова е втор начин, кој што втор начин е и подобар. Првиот начин, кој што овде вака ни е представен, е кога се собираат средномесечните вредности и добиената сума се дели со 12. Овие средногодишни вредности имаат големо значење и може да ни дадат тренд на движење на годишната температура во избрани мерни станици. Овде имаме една табела или графикон, каде што на Y-оската ги имаме степените Целзиусови, а на X-оската годините во кои што се дадени измерените годишни, односно средногодишни вредности. И веќе ја земеме виолетовата линија, која што ни представува средногодишната температура во Гевгелија, во текот на годините. И што гледаме? Ви гледаме дека 15 степени Целзиусови била средногодишната температура 1990 година, до 1995 почнала и била во некој мал пад, а потоа се покачила до 2020 година на 16 степени Целзиусови. Оваа крива се движи од прилика околу 16-15 степени Целзиусови и има тренд на едно мало опаѓање кон 15 во 2017 година. За разлика од Гевгелија, средногодишната температура на воздухот на Лазарополе е означена со светло-сина линија и започнува од некаде 8 степени Целзиусови, оди до 6,95 година, се движи во една рамна линија на 8 степени Целзиусови 2017 година. Трендот на годишната температура ни овозможува да видиме како 27 години наназад била температурата како среднодневна во текот на целата година и како се движи низ годините и каков тренд има. Пресметување на многогодишните вредности е со просеци од 30 или 40 години. Колку повеќе години обработуваме и колку подобри повеќе податоци внесуваме, толку поверодостојни и ќе добиеме обработени податоци. Што научивме? Научивме дека основни показатели за температурата на воздухот се среднодневната, максималната и минималната температура во текот на денот. Обработените измерени податоци ги пресметуваме во средни температури за одреден период и ги наоѓаме најголемите и најмалите вредности за тој период, дали ден, месец или година. Потоа, добивање на среднодневна температура со помош на формула, средномесечна, средногодишна, највисока средномесечна и најниска средномесечна температура. Сите овие добиени вредности велиме дека имаат многу големо значење за земјоделското производство, бидејќи на тој начин утврдуваме кога треба да извршиме сеидбата, кога е најповолно време за собирање на приносот, кои култури на кои климатски подрачја да ги посадиме, кои најмногу одговараат за дадената релјефна структура и така натаму. Сите овие податоци овозможуваат напредување на земјоделското производство. Ви благодарам за вниманието.